По рекламите се враќаме во вестите на Ирис телевизија. Штипјанка посегнала со нож по невенчаниот сопруг. Во Светиниколско Богословец маж пронајден мртов во собата. Приведени сопругата и тештата. 41 годишен штипјанец ноќеска доживеал вистински кошмар. Со нож го нападнала неговата невенчана сопруга. Семејната драма се случувала околу 2 часот по полноќ во семејната куќа на улицата Косовска, а на крвавиот инцидент му предходела расправија, кога 45 годишната ДЖС го зела ножот и му нанела повреди на главата. Случајот сам го пријавил во полицијата, информираат денеска од ЦВР Штип. Во еден момент сопругата со нож му нанела тешка телесна повреда во пределот на челото на незиниот сопруг. Повредата е констатирана во клиничката болница во Штип и истиот е пуштен на домашно лекување. 68 годишна Светиниколченка синоќа го пронашла во соба незиниот сопруг мртов со прострелна рана на главата. Полицијата освен неа ја приведе и незината мајка. 68 годишна жена од село Богословец Светиниколско пријавила дека во семејниот дом во дневната соба го пронашла починат незиниот 78 годишен сопруг со прострелна рана во пределот на главата. Заради расчистување на настанот, од слобода се лишени сопругата и незината 89 годишна мајка и се работи на целосно комплетирање и документирање на настанот. Истрагата на полицијата треба да ги утврди околностите под кои настапила смртта, дали се работи за самоубиство или нешто друго. Неофицијално сопружниците подолго време имале меѓусебна натрапеливост. Монструмот од Кочани кој злоставуваше и малтретираше кучиња ги повторува делата, тврдат активисти за заштита на животните од Кочани. Пред само неколку дена успеале да спасат куче кое околу вратот било измотано со жица. Бараат од надлежните да преземат соодветни мерки. Кочанскиот монструм кој пред 2 години ги злоставуваше и малтретираше кучињата во Кочани ги повторува делата. Реагираат активисти за заштита на животните. Тие бараат од надлежните да преземат соодветни мерки. Активистот Златко Костов пред само неколку дена успел од рацете на монструмот да спаси куче, кој околу вратот било измотано со жица. Повторува ги делата со кучињата, врзува ги, малтретира ги, тепа ги и кој знае што уште не и прави дека ги воде по тие темни подруми таму во зградите и на некои други локации. Имаме го пријавувано во полиција, до сега не е ништо преземено. Јас на 2-3 пати му имам одземено, ослободено куче врзано со некои таму жици таму за врато. И така, значи таа работа се повторува и никој не презема ништо. Од претходниот случај пред 2 години, кога беше за него и по телевизија и кој имаше повести, не се направи ништо за тај случај. На мета не се само кучињата скитници. Жители на Кочани се жалат дека од дворовите им исчезнуваат и нивните домашни миленици. Тврдат активистите кои бараат почитување на законските одредби. Прашувам дали некој го почитува законот за заштита на правата на животните во оваа држава и дали ќе преземе мерки. И се прашувам дали што се подхранува еден психопат да работи што сака, дали тоа утре нема да го направи на некое дете. Кочанскиот монструм на јавноста стана познат во 2014 година, кога во напуштен објект по дојава на активисти беше откриено место каде што ги измачувал животните. Покрај изгладните дихидрирани кучиња држани на ланец, во објектот беа пронајдени и остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешеви и расфрлани екстремитети. Познатите лесновски пештери во кои живееле монасите, а подоцна од овој регион се вадел и воденичарскиот камен се осветлуваат. Во моментов општина Пробишти реализира 2 проекти за развој на туризмот во преубавото и живописно село Лесново. Во Пробиштивското село Лесново, каде што се наоѓа еден од неубавите манастири во земјава и недопрена природа, интензивно се реализираат 2 проекти значајни за развојот на туризмот, од кои едниот е осветлување на пештерите во кои живееле монасите.
Пештерите ќе бидат отсветлени до опознатата голема кривина, од каде што се гледа целото поле на Пробиштип, Карбинци и на дел од Штип, а во непосредна близина на Лесновскиот манастир ќе се изградат и летниковци, ќе се постави урбана опрема за оние кои доаѓаат на еднодневни излети. Проектот за пештерите е донација од Швајцарската агенција за развој и соработка во висина од 1,5 милион денари, од кои 450.000 се од општинскиот буџет. Тоа е еден проект кој што е многу убав проект, осветлување на пештерите кои што ги има во многу голем број овде во Лесново, и во тие пештери се одвивале во далечното минато многу активности. Пред се имало монаси во овие пештери пред да се направи прекрасниот Лесновски манастир, меѓутоа во некои од овие пештери се ваделе и познатите воденичарски камења кои што се разнесувале низ целата територија на Балканот. Легендата говори дека во овие пештери живееле Свети Гаврило Лесновски, Свети Прохор Пчински, Свети Јоаким Осоговски и Свети Јован Рилски. Еден ден одлучиле да заминат за да ја шират верата меѓу луѓето. Четворицата светци во местата каде што ја ширеле верата изградиле и манастири, како што се Лесново, Крива Паланка, Рила, која сега се наоѓа во соседна Бугарија и во соседна Србија. Во Лесново се работи и на втор проект за развој на туризмот. 3 милиони денари се обезбедени од Агенцијата за рурален развој. Се прават јавни тоалети, се работи на изградба на неколку летниковци и останата урбана опрема, како и улично осветлување во самиот дел на населеното место Лесново. Општината за Лесново изработува и нов детален урбанистички план, со кој на површина од 50 хектари ќе се добијат нови локации за хотели и одмаралишта за развој на туризмот. Во Штип, Виница и Пробиштип заврши овогодинишната имунизација од грип на граѓаните од истокот. Од вкупно 3565 испорачани вакцини им остана уште 860. Од службите за имунизација информираат доколку во градовите каде што е завршена вакцинацијата, доколку има заинтересирани пациенти, истите ќе бидат вакцинирани со вакцини кои ќе се земаат од градовите каде што останале. При крај имунизацијата против сезонски грип во источниот дел од државата, во Штип, Виница и Пробиштип е веќе завршена. При крај со вакцини се и центрите за јавно здравје во Пехчево, Делчево и Каменица. Според податоците, годинава за истокот се испорачани 3565 вакцини, од кои 2700 се веќе потрошени. Според градови, бројката се движи вака. Годинава за Штип беа предвидени 1100 вакцини, за Кочани 800, за Делчево и Каменица 550, за Берово 350, за Пехчево 200, за Виница 400, а за Пробиштип 165. Според епидемиолозите, вакцинацијата за заштита од сезонски грип би требало да биде задолжителна за сите со нежно здравје, но и лицата кои на работното место имаат чести контакти со странки. Од службите за имунизација информираат доколку во градовите каде што е завршена вакцинацијата има заинтересирани пациенти, истите ќе бидат вакцинирани, но со вакцини кои ќе се земат од градовите каде што останале. Граѓаните со нетрпение очекуваат регионот да ја добие санитарната регионална депонија, која треба да даде решение за управувањето со отпадот и расчистувањето на дивите депонии. Регионалната санитарна депонија, која регионот ја чека со нетрпение, треба да го реши управувањето со отпадот. Студиите за издржливост го решаваат и проблемот со отстранувањето на дивите депонии. Посочени се 16 локации за изградба на регионална санитарна депонија на општините, поединечно ќе решаваат и ќе се изнеснуваат за конечната одлука каде ќе се гради регионалната санитарна депонија. Ќе следат натаму одлуки на меѓуопштинските одбори за управување со отпад во двата региони, како и на советите на општините, а секако се ова што сега е анализирано ќе биде предложено на широката јавност, да бидат нашите граѓани запознаени со цел и тие да можат да дадат свој придонес понатаму во изборот на идната регионална депонија, односно локацијата за оваа депонија. Еколошките
фондови на Европската Унија за изградбата на регионалната санитарна депонија обезбедуваат 40 милиони евра. Станува збор за целиот овој систем, значи изградбата на регионална депонија, како и оние другите два проекти кои што ги работиме, расчистување на постојните диви депонии и комунални депонии и набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад. Значи тоа се вкупно средства од околу 40 милиони евра, кои што се обезбедени од страна на програмата за регионален развој на Европската Унија. Ке се одлучува и тоа дали во регионот ќе се гради една или две депонии кои ќе обслужуваат два региони, но доколку се гради само една регионална санитарна депонија, тога средствата ќе бидат намалени за околу 20%. Не само земјоделците, туку и општините од истокот се вклучија во проектот за справување со последиците од климатските промени. Денеска во Штип се промовираат 4 локални акцијски групи по региони, кои со изготовка на проекти би конкурирале за средства за мерките кои ќе влезат во ИПАРД 2 програмата. Истокот се подготвува да се справи со климатските промени. Денеска во Штип се промовираа локалните акцијски групи кои заедно со општините поделени во 4 региони ќе работат на проекти за справување со последиците од климатските промени, кои во последно време се поевидентни во земјоделското производство. Тие се мерки кои што влегуваат во секојдневната работа на земјоделецот. Тоа се агротехнички мерки кои што ги превенираат на некој начин сите овие негативни влијанија во сите сектори што ги спомнавте. Значи тоа се сектори кои што се однесуваат на овие високовредностни култури и во градинарството, и во овоштарството, и во сточарството. Палетата на овие мерки е навистина доста широка. Би спомнал една од тие мерки која што може да се каже дека е поскапа, тоа се тие така наречени УВ заштитни мрежи кои што ги користат земјоделците за заштита од град, но и од негативните УВ зрачења. Брегалница, Бојмија, Малеш, Пијанец и Плачковица се 4 лагови или групи кои ја кројат стратегијата за справување со последиците од промените. Приоритет на групата од крајниот исток се туризмот и развој на земјоделството. Па спецификата на нашата лаг група е сепак оно што е најкарактеристично во микрорегионот, а тоа е земјоделството и туризмот. Двете од стратешките цели кои што се уствари приоритетни во нашата стратегија е развој на модерно земјоделие, модерно земјоделство, како и унапредување на развојот на туризмот. Тие се двете насоки во кои што ќе се фокусираат идните програми и проекти на лагот. Проектот се реализира со помош на УСАИД програмата, а ја спроведува мрежата за развој на руралните средини. Mitigate and adapt to the more extreme weather events, whether that's higher temperatures, droughts, or more rain and flooding. All of these kinds of extreme weather events that may be a consequence of global climate change. Значи, проектот во соработка со мрежата за рурален развој соработува со земјоделскиот факултет и со самите земјоделци, а сега и со локалните акцијски групи, за да се утврдат начини за ублажување на ефектите на климатските промени врз посевите и врз земјоделските култури. Значи се изнаоѓаат начини да се ублажат ефектите од екстремните временски непогоди, како што се високи температури, суши или пак обратно, многу дожд и поплави. Во развиените земји се водат масовни кампањи за промовирање на мерките со кои може да се намалат последиците од овие климатски промени. ИПАРД 2 програмата представува можност земјоделците да аплицираат за средства за реализирани инвестиции во делот на земјоделското производство. Нови улици, тротоари, атмосферска канализација добија жителите на стариот дел од Македонска каменица. Во тек се изградба на локални патишта низ руралните средини. Решен е 3-деценискиот проблем на жителите на улиците Ленинова и Пиринска во Македонска каменица. Во стариот дел на градот општината ги заврши инфраструктурните проекти. Ние, значи, таму донесовме детален урбанистички план, подготвивме елаборати за експроприација, проектна документација, направивме јавна набавка и целосно се завршени, значи, сите фази од изградбата на улици и пристапни патишта во тој дел од општината, поставена атмосферска канализација, изградени подпорни ѕидови, уредени тротоари, коловози од 5,5 метри. Значи, целосно овој дел од општината е сега поврзан со главните сообраќајници во општина Македонска каменица.
Митевски вели дека на барање на граѓаните се работи во селата, каде што се градат локални патишта. Веќе се изградени три моста на река Каменичка по движењето до село Саса. Плочистите пропуси кои што ги правевме во селските средини во летниот период веќе се асфалтирани, поставење, значи асфалтен слој на оние места каде што беа изградени такви пропусти. Активно работиме за изградбата на патиштата во селските средини, тоа е во село Саса на Саравска маала, Мечкарска маала. За краток временски период очекуваме да започне асфалтирањето на локалниот пат во село Косевица. Активно се работи на локалните патишта во село Цера и во село Дулица. Во Македонска Каменица се уште не е завршена градежната сезона. Таму завршува изградбата на неколку капитални објекти од областта на културата и спортот. На градскиот пазар во Штип денес најмногу се продаваа празот и зелката. Пазарџиите задоволни од прометот, а граѓаните од понудата по пристапните цени. И овој петок на градскиот пазар во Штип богата понуда. Граѓаните задоволни од тоа што можат да го купат на градскиот пазар, а пазарџиите задоволни од прометот. Најмногу се купуваше праз и зелка. Зелката и празо троши денеска. Зелката 10 динара, празо 150, зрновски праз продавам убав. Празо е 150 денари, 30 срага. Патлиџано е ептен ниска цена, 20 денари розофијал патлиџан и пиперо белиот се движи од 30 до 40 денари од кило. Пазарџиите цените не ги променија споредено со претходниот петок. Каленка 40, патлиџан 20, краставици 35, зелка 15 кг. Имаме мандарини, имаме од ефтина од 30 динара, имаме значи екстра мандарината 50 динара, лимончето 60, бананата е екстра убава 50 динара, портокалчето е 60, кивата убава е 50 динара, крушта е 6 динара. Штипјани велат дека цените се пристапни за секого, а изборот на штипскиот пазар е уникатен. Цените се баш добри се, не е скапо, спрема нашиот стандард, добро е. Овај петок мислам супер е. Што си купите? Па прашче, мандарини, спанакче, од се понешто. Сега ќе земеме јабучки, тиква. Ај кумпири земам. И денес производите кои се вбројуваат во здрава храна барани. Броколта е 80 денари кило, моркова 30-40 зависи од квалитето, цвеклото 30 денари, пашканата 130 кило, ѓумберо 200 денари, трупката 40 денари, имаме и блага и люта, дајконо 40-30 20 од парче. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. И време за спортот. Фудбалските праволигаши утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од 13-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Брегалница во Кучани ќе биде домаќин на Скопски Вардар. Екипата на Брегалница се враќа на старите домашни патеки по заминувањето на турската експедиција. Најновите информации од фудбалскиот клуб Брегалница велат дека на местото шеф на стручен штаб е назначен Здравко Цетановски, а помошен тренер за утрешниот надпрва против Вардар ќе биде Владко Давидков. Со странските играчи е разговарано за новите услови и тие остануваат во Брегалница. Од Брегалница се убедени дека остануваат под капата на локалната самоуправа се до нова година, а за понатаму ништо не се знае. За утрешното 13-то коло веќе се делегирани и официјалните лица. Надпреварот Брегалница Вардар ќе го суди Маријан Несковски, а ќе му помагаат Кирил Негриевски, Жарко Тодоровски и Боби Величков како четврти судија. За контролор е делегиран Бранко Мануеловски, а делегат ќе биде Виктор Сотировски. Еве ги комплетните двојки за ова 13-то коло. Ренова Шкупи, Брегалница Вардар, Работнички Пелистер, Македонија Ѓорче Петров Силекс и Победа Шкендија. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 5 ноември со почеток во 13 часот и 30 минути. Екипите на Стибо и Мал Ајакс прикажа одлична фудбалска партија зачинета со 7 атрактивни голови. Во историското прво штипско дерби во Мал фудбал на победата се израдуваа играчите на Мал Ајакс. Одамна трибините во спортската сала на основното училиште Тош Арсов не било исполнета со толку голем број на љубители на малиот фудбал. Нашите вчерашни предвидувања дека ќе седиме возбудлив, интересен и пред се до крај неизвестен надпревар во потполно се остварија.
Сценариото од овој надпревар ги содржаше сите овие елементи. Уште играчите не беа доволно загреани, а Стиво веќе во втората минута поведе со 2:0. Младите играчи на Мал Ајакс не се исплашија, туку напротив се почесто почеа да го загрозуваат голот на Стиво. Тоа вроди со плод и резултираше со изравнување на резултатот и на полувреме се отиде со резултат 2:2. Во вториот дел долго траеше меѓусебното тактичко надмудрување, проткаено со неколку шанси на обете страни. Сепак повеќе греше играчите на Стиво и тоа се одржи со примени 2 гола и водство на Мал Ајакс со резултат 2:4. Следуваше вистинска канонада кон голот на Мал Ајакс, но голманот Благој Митевски како да имаше 10 раце. А Стиво последните неколку минути ги мина без голман со маркер, што резултираше со намалување на резултатот на 3:4. Во минути кога голот на Мал Ајакс висеше во воздух, се создадоа неколку контри, но шутевите на играчите на Мал Ајакс беа непрецизни кон празниот гол на Стиво. Се на се беше прикажан исклучително добар фудбал со конечен резултат, а Стиво Мал Ајакс 3:4, а стрелци на головите беа Маријан Зашков, Александар Миладенов и Владко Ѓошев за Стиво, додека Петар Левков, Бобан Цимишич, Љупче Теквишанац и Ива Лазаров беа стрелци за Мал Ајакс. Утре сабота ќе започнат одбојкарските првенства во машката и женската Суперлига на Македонија. Во обете лиги ќе се надпреваруваат по 8 екипи, а меѓу нив се и двете екипи на УГД Студент од Штип. И официјално утре сабота ќе стартува надпреварувачката 25-та сезона во машката и во женската Суперлига на Македонија. Во обете конкуренции првенството ќе го истрчаат по 8 екипи, меѓу кои машката и женската одбојкарска екипа на УГД Студент од Штип. Во женска конкуренција тоа се екипите на Јанта Волеј од Скопје, Бамикор и Универзитет од Тетово, Македонија Макс и Наковски Волеј од Струмица, УГД Студент од Штип, СВСК од Куманово и Пелистер Волеј од Битола. Во машка конкуренција се екипите на Шутова од Кичево, Струмица, Провиштип, УГД Студент од Штип, Лирија од Шеровјане, Борец од Велес, Вардар од Скопје и Лешок. Во првото коло жени се срекаваат СВСК Македонија Макс, Универзитет Пелистер Волеј, Наковски Волеј УГД Студент и Бамикор Јанта Волеј. Во првото коло мажи се срекаваат Струмица Лирија, Борец Шутова, Лешок Пробиштип и Вардар УГД Студент. Сите надпревари ќе се одиграат утре сабота, 5 ноември. Со последната информација од спортот го завршуваме дневникот на Ирис телевизија. За повеќе информации и вести посетете на Iris.mk. Пријатно! Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали, Спорт клуб 1, 2 и 3 и ХД канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас се бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел